подпредседателка. Врз основа на членовите 169 став 3 и 183 став 3 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, на Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата, јас и колегите Стојановски, Панова, Бендевска и Карапеовски го поднесовме следниот амандман. Членот 10 се менува и гласи: во членот 177б ставот 2 се менува и гласи: првиот дел од испитот од ставот 1 на овој член се полага по електронски пат со одговарање на определен број прашања, со решавање на електронски тест на компјутер, на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а доколку кандидатот го зборува јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија, на негово барање му се овозможува да го полага и на јазикот кој го зборува и неговото писмо. По ставот 3 се додаваат два нови ставови, 4 и 5, кои гласат: став 4, по исклучок од ставот 2 на овој член, во случај кога електронскиот систем за полагање на стручниот испит за стекнување на лиценца за работа не е во функција, а поради крајна итност, за да не дојде до застој во континуираното вршење на процесот на лиценцирање, првиот дел од испитот од став 1 на овој член се полага писмено во хартиена форма на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а доколку кандидатот го зборува јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија, на негово барање му се овозможува да го полага и на јазикот кој го зборува и неговото писмо. Став 5, начинот на полагање на испитот од ставовите 2 и 4 на овој член го пропишува министерот. Значи, овој амандман го предложивме со цел да се допрецизираат одредбите од Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата. Она што колегата Бојан Стојановски го кажа при образлагањето на претходниот амандман, мислам дека е доволно, дека темата е исцрпена, која беше целта за поднесување на нашиот предлог за измена и дополна на овој закон. Тоа беше да се отплеткаме конечно од овој јазол во кој што претходната власт не остави. Мислам дека се друго што би се кажало би било дополнително дуплирање со она што го кажа колегата Бојан. Ви благодарам за вниманието. Благодарам и јас.